имавме огромна чест и задоволство нашите гости да бидат нашето партнер училиште од основното училиште Живко Брајковски од Скопје. Јас сум посебно изненадена, многу пријатно од заедничкото дружење на нашите ученици, кои преку социјалните мрежи успеавме да организираме една интерактивна програма во која мултиетнички ги застапивме сите содржини од различни форми, како што беше музика, комедија, рецитирање, балетски изведби, музика, ора и се што посакавме. Ова беше пример како заедно можеме да живееме и да се дружиме и заедно уште многу години да обстојуваме, бидејќи децата се нашето богатство. Тоа е надежта за која ние во проектот од Министерството за образование и наука заеднички се согласивме да направиме едно вакво заедничко дружење, да го посетат нашиот град Делчево, да бидат наши гости, што секако и ние ќе возвратиме посетата и ќе бидеме нивни гости во септември. Јас им посакувам уште многу пати да ни дојдат во Делчево. Така. Еве, директорке, да ни се представите, да ни кажете како дојде до соработката, соработувате ли покрај со нашето училиште со други училишта и еве една порака што се испраќа со ваквите настани и колку е тоа важно за дечињата, па и за нас повозрастни. Јас сум Розалија Ангеловска, доаѓам од основното училиште Живко Брајковски од Бутел. Нашето училиште е мултиетничко училиште со два наставни јазика, македонски и албански наставен јазик. Можам да кажам дека ние сме пример училиште за соживот, за заедничко дружење, соработка со проекти. Нашата средба дојде спонтано, значи аплициравме за еден проект, мултиетнички проект. Голема благодарност до Министерството за образование, што ни овозможи да можеме да ги спроведеме нашите заедни со финансиска поддршка секако за спроведување на нашите заеднички активности. Прв пат сме во Делчево, прв пат доаѓаме во ова училиште, презадоволни сме, многу сме благодарни на срдечниот пречек и секако докажавме и покажавме на дело дека далечината не е пречка за заедничка приредба, каде што преку сега техниката ни овозможува, значи преку Skype, по телефон, одлична соработка и се надевам на понатамошни исто така заеднички активности. Благодарам. Како наставници во мултиетничка средина, како е да се заедно соработува, да се изготвуваат заеднички програми? Не е тешко, кога сакаш со срце да работиш, тоа бидува. Ова е многу убаво за нас, не пречекаа многу добро и бевме многу радосни што дојдовме до тука. На овој дел никогаш не сме биле, за нас престојува многу еден чекор напред. Интересно дружење меѓу децата, нивно интересно доживување и желба за понатамошна соработка. Само за крај да кажам дека ова пријателство од многу одамна го има започнато нашата наставничка Елизабета Џабирска, која со мојата колешка драга Фатима Али заедно започнале едно пријателство од многу одамна и сега го продолжуваме и понатаму, што значи дека нема да престанеме.